Директорот на геријатриската болница Мухсин Арифи и неговиот соработник, кои се осомничени за земање подкуп, завршија во 30-дневен притвор. За да сместат пациент, побарале мито од 100.000 евра, а парите да се обезбедат од продажба на неговиот стан. Откако предлогот бил одбиен, жената која се грижела за него прифатила да исплати 20.000 евра. Директорот се согласила, а остатокот побарал да го добие по продажба на други недвижности. Жената парите ги дала на соработникот на Арифи, но претходно случајот го пријавила во полиција. На 8 април 2025 година жената сведок се сретнала со второосомничениот, кој влегол во нејзиното возило и во име на директорот директно примил износ од 20.000 евра, пошто на лице место бил фатен од страна на полициските службеници. Обвинителката, која го истражува случајот, смета дека досега обезбедените докази го потврдувале кривичното дело подкуп за кое е осомничен директорот на геријатриската болница. Доказите се обезбедени низ една кратка истрага, динамична, меѓутоа докази кои во моментов, повторувам, по нашето мислење се со посериозен доказен капацитет и од тука сомневањето го чинат по високо во однос на сторувањето на доказниот капацитет на самите докази во моментот. Адвокатот на Арифи пак негира дека неговиот клиент зел подкуп. Тој бил на работното место и кај него полицијата не пронашла пари. Сметам дека станува збор за ситуација која што треба да се доистражи. После соопштението се ствара впечаток дека директорот е флагрантно фатен во извршувањето на кривичното дело. Тоа не е точно. И одговорно го тврдам дека директорот бил на својата работна позиција на вториот спрат во установата. Арифи и неговиот соработник се под истрага за примање на подкуп, кривично дело кое се казнува со затвор од најмалку 5 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија.